Масовна тепачка синоќа имало во познатиот штипски реон Широк дол. Инцидентот започнал откако четворица роми со автомобил дошле и веднаш нападнале двајца браќа. За сосема кратко време, инцидентот се проширил бидејќи во тепачката се вклучиле и други лица од двете страни. Синоќа околу 21 часот на улицата Широк дол е пријавен напад од страна на повеќе лица врз пријавителот и неговиот брат. Двајцата биле нападнати со тврди предмети, пошто напаѓачите искршиле и дел од куќниот инвентар и возила на оштетените. Се работи на комплетирање на случајот, пошто ќе бидат поднесени соодветни поднесоци. Очевидци на синокешниот хаос за телевизија Стар велат дека било страшно за гледање. Велат, во очите на сите имало бес и лоши намери. Слушнаме коли се кршат се, што е проблемо било, они си знаат, ние не знаеме да збориме ромски. Само гледаме што се работи. Полиција до 11 сата, до 12. Тешкиот инцидент се случил токму на ова место, а зовриената крв за малку можела да заврши трагично. Нападот од браната, но и контранападот биле жестоки и безмилосни. И вистинско чудо е што во целата ситуација нема жртви. Според извори на телевизија Стар, причина за безмилосниот инцидент се пари. Според некои, станува збор за позајмица од околу 2000 евра, а според други, парите биле дадени под камата. Во прашање се 2000 евра, кои како заем се дадени од поодамна. По неколку неуспешни обиди за враќање на парите, синоќа се случи инцидентот. Вели за телевизија Стар близок на едно од инволвираните семејства. Синокешната пресметка е втора за само еден месец, откако претходно кај познатата местност Мирјанина црква, роми повторно се тепаа безмилосно. Нешто кое дополнително го затврсти чувството за несигурност кај граѓаните што живеат таму. Страшна работа, а за вакви прекршици е крива државата. Толку. Нема што да кажам повеќе. Иако тепачката била филмска, во Штипската болница за преглед и интервенција се јавило само едно лице, но и тоа се одлучило за домашно лекување. Предпоставка е дека повредените останале дома или побарале алтернативна помош за да избегнат идентификација.